Почитувани гледачи, ова е Светот денес на Тера. Еве што ќе гледате во најновото издание. Кривична пријава против навивач на комитите за предизвикување општа опасност. Листеријата одзеде уште еден човечки живот, почина 46 годишен маж од Неготино. Судир меѓу владиците Тимотеј и Петар по екскомуницирањето на Александров. Зголемен бројот на патници на аеродромот Александар Велики. Кривична пријава против навивачот на комитите кои за време на надпреварот Пелистер Вардар во Битола предизвика општа опасност. СВР Битола до основното јавно обвинителство во Битола поднесе кривична пријава против лицето со иницијали Г на 37 години од Скопје поради постоење основи на сомнение за сторено кривично дело предизвикување општа опасност, предвидено и казниво по член 288 став 1 и 3 и член 292 став 1 од Казнениот закон на Република Македонија. На 3 август оваа година околу 19 часот и 20 минути на стадионот Тумбекафе во Битола за време на одигрувањето на фудбалскиот надпревар меѓу екипите на ФК Пелистер и ФК Вардар, на место каде била сместена навивачката група Комити од Скопје, во маса од поголема група лица, пријавениот активирал експлозивна направа, така наречена шок бомба. Пријавениот со бомбата во десна рака се пробил низ толпата навивачи и се повлекол во средината на толпата, каде почнал да размавтува со неа. Во еден момент ја префрлил во левата рака и потоа истата ја активирал. За целото време навивачи од групата Комити се обидувале да ја одземат или да направат нешто друго со бомбата, додека од униформираните припадници на МВР за цело време се слушало предупредувањето извици за шок. Од експлозијата пријавениот се здобил со тешки телесни повреди, ампутација на прсти од лева рака, а исто така со повреди се здобиле уште 7 лица од Скопје. Листеријата одзеде уште еден човечки живот во Македонија. Почина 46 годишен маж од Неготино. Почина 46 годишниот пациент од Неготино кој на клиниката за инфективни болести беше хоспитализиран поради зараза со бактеријата листерија. Тој бил задржан на лекување на 3 август со клиничка слика на акутен гастроентероколит, кај кого со дополнителни испитувања била потврдена инфекција и на централниот нервен систем. Поради влошување на здравствената состојба бил приклучен на апарати за дишење. Во лекувањето покрај инфектолози активно биле вклучени и анестезиолози од Карил. И покрај сите преземени терапевски мерки состојбата на пациентот константно се влошувала со несакан исход на болеста. Судир помеѓу владиците Тимотеј и Петар по екскомуницирањето на Александров. Владиката Петар го екскомуницираше од православната црква председателот на македонските заедници во Австралија Игор Аврамовски Александров. Александров официјално се обратил до синодот на МПЦ со барање да се изјасни дали ја почитува ваквата одлука која била донесена во моментот кога се најавуваше решение на долгогодишниот црковен спор меѓу македонските заедници во Австралија. На одлуката реагира владиката Тимотеј, на кого во надлежност му беа доверени црковните општини кои не се согласуваат со управувањето на владиката Петар. Според него црковните канони не можат да се користат за лични пресметки. Тоа значи дека не може владиката што е надлежен за една епархија да екскомуницира, односно исклучи од православната црква верници од друга епархија. Во црквата не може секој да прави она што ќе му падне на ум, вели владиката Тимотеј за Прес 24. Од декември 2012 Петар не е надлежен архиереј на МПЦ за 11 црковни општини и 13 храмови, меѓу кои црковната општина во Сиднеј, каде Александров е нејзин генерален раководител. Со тие црковни општини управува владиката Тимотеј како представник на синодот на МПЦ. Еве што ќе гледате во продолжение на овие вести. Дали грчки археолози се пред откривање на гробот на Александар Македонски? Останете со нас и по кратката пауза. Вашето мислење нам ни е важно, затоа што Тера телевизија е на страната на гледачите. Искажете ги вашите ставови на нашиот веб-портал tera.mk. Дали ја користите услугата Мој термин? Секогаш задолжително, понекогаш, никогаш. За резултатите од анкетата читајте на tera.mk или гледајте во вестите на Тера телевизија. Дали грчките археолози се пред откривање на гробницата на Александар Македонски? Нови истражувања во Грција треба да го покажат тоа.
Ископувањето на северот на Грција трае повеќе години. Работата на археолозите беше во еден период прекината поради кризата и поради недостиг на пари, но според Катимерини, археолозите сега се на чекор пред отворањето на гробницата од која ги дели само еден зид. Минатата недела премиерот на Грција Антонис Самарас го посети местото на северот на Грција, на 100 километри од Солун, и со тоа повторно се отворија шпекулациите дека на ова место археолозите ќе откријат нешто многу импресивно, штом премиерот одлучил да дојде. Самарас изјави дека е сигурен дека археолозите се наоѓаат пред многу важно откритие во регионот на Централна Македонија, која е во срцето на кралството на Александар Македонски, кој живеел од 356 до 323 година пред Христос, пренесуваат грчките медиуми. Сепак археолозите признаваат дека се минимални шансите на ова место да се најде гробот на Александар. Најголемата желба на историчарите и археолозите во целиот свет е да го откријат гробот на Александар. Според експертите, Александар умрел во Вавилон на 32 години и неговото тело било закопано во Александрија во Египет, но и покрај напорите на експертите, неговите остатоци до ден денес не се пронајдени. Зголемен е бројот на патници од аеродромот Александар Велики во Скопје. Воедно зголемен е и бројот на летови до различни дестинации. Во првото полугодие од 2014 година за околу 70% зголемен е бројот на патници на аеродромот Александар Велики во Скопје во однос на 2009 година. Се очекува до крајот на годината зголемувањето да биде двојно во споредба од пред 5 години. Тоа е мини бум во авионскиот сектор што влијае и на зголемување на бројот на туристите, а се должи на мерките и политиките што ги спроведува владата во изминатите неколку години. Ова го соопшти вице-премиерот за економски прашања Владимир Пешевски, кој денеска со министерот за економија Бехим Незири на аеродромот Александар Велики имаше работна средба со раководителот на концесионерот на аеродромите во Македонија ТАФ. На средбата било разговарано и за други идеи како да продолжи позитивниот тренд во авиосообраќајот. Тие работно ја посетија и македонската навигација, која се грижи за прелетите на авионите над Република Македонија. Од 2009 година до сега забележано е приближно 70% зголемување на бројот на патници, а до крајот на годината се очекува зголемување во однос на 2009 година за околу 100%, односно од околу 600.000 до сега, можеби ќе се стигне до 1.200.000 патници на овој аеродром. Тоа укажува дека со мерките и политиките што се спроведуваат се добиваат соодветни резултати, како со договорот за концесија, големиот број субвенции, нискобуџетните линии, но и разни други иницијативи преземени со цел привлекување поголем број туристи, истакна Пешевски. Речи се е двојно зголемен и бројот на дестинации за кои има директни летови од аеродромот во Скопје, односно од 15 во 2009 година, сега нивниот број изнесува 27. Министерот за економија Беким Незири додаде дека авиосообраќајот е важна гранка во развојот на економијата и има индиректен ефект врз економскиот раст на државата. По продолжение светските вести. Берлин бара прекин на жестоките судири во Украина, Пекинг бара дипломатско решение. И останатите светски случувања по кратката пауза. Телевизијата која е на страната на гледачите, од сега и на вашите паметни телефони. Секојдневно преку 300 информации во актуел свето денес, ритамот на градот, спорт рапорт, забавниот сервис на Тера. Читајте и гледајте Тера на мобилен. Обединетите нации усвоија резолуција против екстремистите во Ирак и Сирија. Берлин бара прекин на жестоките судири, а Пекинг дипломатско решение во Украина. Европската унија понуди да управува со граничните премини во Газа. Самопрогласениот премиер на областа Донецк, која се наоѓа под контрола на проруските сили, Александар Захарченко, изјавил дека од Русија тргнал конвој со војна опрема за овој регион, јавува BBC. Захарченко рекол дека кон украинската граница се приближуваат 150 оклопни возила и 1200 луѓе. Русија ги демантираше тврдењата на Украина и новинарите од Западот дека војната помош за проруските сили преминува преку границата. Во меѓувреме конвојот со хуманитарна помош
помош од Русија стои на руската страна на границата и чека да биде пуштена во Украина. Сакам да ви соопштам добри вести. Во овој момент кон коридорот се движат 150 парчиња воена опрема, од кои 30 тенкови, а останатите се пешадиски борбени возила и оклопни транспортери, вели Захарченко, додавајќи дека војните возила ги следат 1200 војници кои 4 месеци тренирале во Русија. Ден пред тоа Украина објавила дека делумно уништила колона оклопни возила кои во четвртокот за време на ноќта влегле во оваа земја од Русија. Советот за безбедност на Обединетите нации усвои едногласно резолуција чија цел е да се оневозможи финансирање на екстремистите во Ирак и во Сирија, како и да се спречи приливот на нови екстремистички борби од странство. Ова досега се најшироките мерки на Советот за безбедност на Обединетите нации против джихадистите во Ирак и Сирија, кои во моментот контролираат голем дел од територијата на тие земји и се обвинети за злосторства. Мерките предвидуваат и санкции со кои се заканува на оние кои финансираат, регрутираат или ги снабдуваат со оружје исламистичките екстремисти во Ирак и Сирија. Екстремистите кои резолуцијата 2170 треба да ги оневозможи во нивните натамошни злосторнички акции се одцепени групи од мрежата Ал-Каида, кои зазедоа голем дел од териториите во Ирак и Сирија и прогласија калифат. Целта на резолуцијата е слабење на исламската држава и фронтот Ал-Нусра. Со резолуцијата се осудува секоја директна или индиректна трговија со исламската држава или со фронтот Ал-Нусра и се предупредува дека тоа би можело да доведе до санкции. Европската Унија синоќа понуди да ја преземе грижата за граничните премини во Газа и да работи на илегалниот прелив на оружје, инсистирајќи на долготрајно примирие и порачувајќи дека враќањето на статус квото од предпоследната војна не е опција. Европската Унија е подготвена да одигра значајна улога во управувањето на премините и да се увери дека безбедноста на Израел е загарантирана, изјави високиот представник за безбедност и соработка Кетрин Ештон. Европската Унија понуди и повторно да го покрене и прошири надгледувањето на преминот Рафа со Египет и други гранични премини, таму да обезбеди овластување на Советот за безбедност на Обединетите нации за мисија, како и одржлив прекин на огнот. Шефовите на дипломатиите на Европската Унија синоќа одржаа иден состанок во Брисел за светските судири, а во исто време преговарачи на движењето Хамас се сретнаа во Катар со раководството на исламистичката група за да разговараат за предлогот за воспоставување долготрајно примирие со Израел. Папата Франциско вчера во Сеул ги прогласи заблажени 124 јужнокорејски католички маченици кои биле екзекутирани во 18-тиот и 19-тиот век. Посетата на папата Франциско на Јужна Кореја беше прва посета на еден папа на Азија од 1999 година. Папата и овој пат остро го осуди потрошувачкото општество кое, како што рече, е одговорно за безнадежно што води до злоупотреба на други и самоубиства. Меѓу прогласените заблажени маченици е Пол Јунг и Чунг, кој во 18-тиот век се обидел да ја погреба својата мајка според католичката традиција, не почитувајќи ги традиционалните обреди. Според податоците на црквата, околу 10.000 корејци беа екзекутирани по воведувањето на католицизмот во областа во 1784 година. Со следната тема се враќаме кај нас. Битола за жал предничи во семејното насилство. Ова го покажува извештајот на Министерството за внатрешни работи. Маја Богоевска. Стапката на семејно насилство е највисока на подрачје на секторите за внатрешни работи во Битола и во Штип, а најниска на подрачје на истите органи во Тетово и во Скопје, при што е забележано намалување на сите три параметри, односно кривични дела, прекршоци и поплаки на териториите на Охрид и Куманово, покажува статистиката за првите 6 месеци од годинава, што е презентираше Министерството за внатрешни работи. Пораст на кривичните дела сторени при семејно насилство е забележан за 16,1%, како и на поплаките за семејно насилство за 3,4%. Но и значително намалување на прекршоците извршени меѓу членови на семејство за 46,2%, како резултат на се посодветното третирање на семејното насилство од страна на полицијата, односно кривично санкционирање на оваа појава, истакнуваат од МВР. Во првото полугодие од 2014 година на подрачјето на Македонија се регистрирани 389 кривични дела сторени при семејно насилство, што представува зголемување од 16,1% во однос на истиот период минатата година, кога беа регистрирани 335 кривични дела. За разлика од кривичните дела, прекршоците оваа полугодие бележат големо намалување од 46,2%, односно регистрирани се 152 наспроти ланските 283 прекршоци извршени помеѓу членови на потесното семејство.
Минимално зголемување од 3,4% е забележано кај поплаките поднесени од лица против членови на нивните семејства, така што нивниот број ова полугодие изнесува 2120 во однос на 2050 од првите 6 месеци од 2013 година. Анализирајќи ги состојбите по сектори, се заклучува дека зголемувањето е резултат на порастот на кривичните дела, кој е најевидентно во СВР Тетово за 93%, потоа СВР Штип за 50% и СВР Скопје за 24,4%, додека на останатите сектори не се регистрирани поголеми разлики. Зголемувањето на кривични дела се должи на порастот на делата телесна повреда за 25,6%. Забележителното намалување на прекршоците извршени меѓу членови на семејството се должи на се поадекватното третирање на семејното насилство, односно полициските службеници построго го санкционираат семејното насилство. Од прекршоците повеќе од половина се регистрирани на подрачје на СВР Скопје. На останатите подрачја се регистрирани од 2 до 28 прекршоци, додека во СВР Битола не е регистриран ниту еден прекршок. Во анализираниот период се извршени 389 кривични дела, од кои најголем број се 67% телесни повреди и 30% загрозување на сигурноста. Останатите кривични дела се по 2 убиства и противправни лишување од слобода и по 4 тешки телесни повреди и принуди. Како сторители на кривични дела во 93% од случаите се јавуваат лица од машки пол, а поделбата според роднинските врски укажува дека во 43% од случаите сторител е сопругот, а во 9% тоа е вонбрачен сопруг. Поранешните сопрузи со 7% учествуваат во овие кривични дела. Татковците во 4% случаи се пријавени, а синовите во 19%. Мајките со 1%, како и ќерките, се јавуваат како сторители на вакво дело, додека застапени се супругите со 2%. Што се однесува до прекршоците, најголемиот дел се сторени на подрачјето на СВР Скопје 56,5%, додека на подрачјето на останатите сектори учеството е 2% на подрачје на СВР Охрид, па до 19% на подрачје на СВР Штип. Во СВР Битола не е регистриран ниту еден прекршок. Во однос на прекршоците сторени меѓу членови на семејство, намалувањето се должи на прекршокот малтретирање на друг во стан, кој бележи драстично намалување за 41,5%, но намалени се и другите видови прекршоци. Овие прекршоци во 94% од случаите ги извршиле лица од машки пол, и тоа најчесто сопрузи и синови, исто како и кај кривичните дела. Во 26 случаи сторителите биле под дејство на алкохол, во 19 при психичко растројство и во еден случај при уживање дрога, при што сторителите најчесто физички или вербално ги напаѓале своите најблиски. Бројот на поднесените поплаки е незначително зголемен за 3,4%, најголем број се регистрирани на подрачје на СВР Скопје. При тоа најголем број од поплаките е и поради психичко малтретирање на жртвата, 1641, потоа 388 се заради физичко малтретирање и 91 поплака е поднесена поради тоа што сторителот ја малтретирал жртвата од економски побуди. Во СВР Битола се поднесени 326 поплаки во првото полугодие на 2014 година. Се враќа животот во селото Добровени. Селото има многу повратници, а за прв пат по многу години доби и нов асфалт. Селото Добровени, кое се наоѓа во општина Новац, и денес доби нов асфалт. Асфалтирањето во ова село е дел од програмата на општината која предвидува 2,5 километри улици. Прв пат после толку години тураме асфалт на овие жители. Јас секогаш велам дека многу мали барања има и мора да му исполниме одиме кон развивање на ваквите села. Сакаме да ги привлечеме малце овие нашите иселеници, да им створиме што поповолни услови, за да може да се вратат. Еве тука сега покрај асфалтирањето донесовме и водовод. Со струјата мал проблем имаме околу напонот, мислам ќе го решиме понатаму. Жителите на селото задоволни, велат ова село порано било најразвиено, но заради недоволно основни услови за живот, многу жители се иселиле, но сега сликата се менува. Асфалтирањето на овие улици значи многу, велат жителите. Ова нешто ќе биде пишано во историјата најдоброто, од вода ни пушти на половината село тука. Сега имаме брана, проектот е даден за да се реализира уште, сега тендерот тамо тој си е газата, све што ќе биде од градоначалникот све. Имаме зграда една, сега е во тек да се изгради, таму ќе поставиме продавница.
И граѓаните се многу задоволни од ова нешто. Ова беше се пошумено. Кога дојдовме, тоа смокој, тоа све. Овој асфалт ќе значи за граѓаните што на чешма што ќе одат и што ќе се враќа обезбедени, од ништо не нападнати. Значи ќе се обезбедат и се вратат и да појдат до чешмата и да се вратат. Тука има нашето село, кај што е чешмата, извори, јаки извори. Али порано немаше луѓе да се сетат и ова да го искористат. Сега го искористиме во ова време, вода за пиење ќе има сите и плюс технолошка вода од браната. Па многу е, ќе биде убаво. На чешма ќе можеш слободно дојш, нема да источизми зимото. Вода. Како се снаоѓавте? Од тука пешки одевме со вода. Со чизми, кога ќе заврне со чизми дојш. Гумени. Мора да дојш така, иначе не може. Во селото сега има повеќе повратници. Сега има 34 жители, а само 9 жители се со лична карта од тука. Со повратниците ќе заживее селото. Тука имаме сега расадници, ново насадени села капка по капка. Значи имаме од Скопје, имаме од Битола. Пчеларство имаме 9 пчелари тука. Сточари имаме 5 сточари. Значи тука се развива, уште се како кога ова ќе го видиш, напред сите се тука. Обновени му се куќите 34 фамилии. Вода поставена внатре све, чекаме се уште да постои и се многу се благодарни во ова. Ние се не можеме како да му се заблагодариме на градоначалникот Лазар Котевски на општина Новаци. Досега не се најде, беше и Бачка општина, арно, ама може не е кривицата. До ними немало човек од тука метна не за да побара од ними. Јас проверив, ниедно писмено барање немаше за село Добровини. Сточарство имало, пчели, лески, ореј, се има. Грозија, се има. Се има, бадеми, некој саде од Скопје, овој Сашо. Се што си им тркна, јас со крави работам, други секој со својата работа. Ке може да се живи. Надам ке се врати, јас 5 години во 6 сум тука. Јас па никој пече с кој ти имаше. Старци сам. И тие се умреу, че дестина се непокретни. Ништо нема. Постепено ке се врати селото. Пред Добровени се асфалтираше во Гермијан, Бачи и Живојно, а ќе се продолжи кон низинскиот дел. Во Живојно асфалтирано околу 700 метра до манастирот. Од селото Живојно до манастирот. Ќе продолжиме и понатаму. Овие активности секоја година ги спроведуваме. Градежните работи се започнати, па мислам за едно 20 до месец дена ќе биде све завршено. Жителите велат дека ова е само почеток од она што во иднина ќе стане Добровени. Со животот не се прави само преку реклами, туку преку конкретна работа, вели генералниот секретар на Исламската верска заедница, Маја Богоевска. На последната меѓуверска конференција, Исламската верска заедница не се да учество по втор пат. Одива завела дека имаат добра соработка со сите верски заедници, а со МПЦ се собирале 3 до 4 пати годишно. Не постои никакав проблем помеѓу Исламската верска заедница, МПЦ и другите верски заедници. Организатор на Светската конференција за диалог меѓу религиите не беше МПЦ, туку владата на Република Македонија. И ние имавме наши забелешки за владата, бидејќи 2010 година имавме договор за наше учество у конференцијата од 2010. Договорот беше дека одмah после конференцијата ќе треба да се почнува да се работи, да се обновува Прилепската џамија, џамијата у Лажес, како старо барање со декадивете и некои други отворени прашања. Но од 2010 па се до 2013, кога беше конференцијата, третата поред, работите остана тамо кај што беа. И така да ние немавме никаква можност да учествуваме во една таква конференција, бидејќи соживотот не се за соживот не се работи само преку реклами, се работи преку конкретна работа. Ние продолжувавме да имаме добри односи со сите верски заедници. Тој вели дека договорите треба да се почитуваат до крај. Нашето неучество во конференцијата не беше поради верските заедници, туку поради владините институции. Тие ветија потпишаа договори и не почитуваа ништо. Така да ние остануваме на тоа дека тие договори што се потпишуваат со една верска заедница треба да се почитуваат до крај
и ние да имаме чист образ пред нашите верници кога веќе кажуваме нешто и треба тоа да се остварува. Ние јавно јавивме тогаш дека учествуваме на втората конференција, бидејќи имаме договор со владата на Република Македонија, односно Министерството за култура, дека ќе се обновува Прилепската џамија и затоа ќе учествуваме. Од 2010-та ништо не беше остварено, дадовме и пари како Исламска верска заедница за првата фаза за обнова и сепак немаше никаков ефект. Така да од 2013 едноставно не гледавме никаква причина за наше учество, а тоа не значи дека имавме лоша соработка со другите верски заедници. Владините институции треба да ги почитуваат договорите и да придонесуваат за решавање на проблемите, додава Тахири. Уметничка вечер синоќа се одржа во Демирхисарското село Слепче. Под манастирската вила Горна куќа беше претесна за многобројната романтична публика за да го проследи летниот перформанс под манастирска романтична душа со Петар Горко, Игор Џамбазов, групата Калабак и сликарот Љубе Неделковски. Над 200 љубители на поезијата, ликовната уметност и музиката имаа ретко спектакуларна вечер на која со своји бравурозии настапија овие познати македонски театарски, филмски, музички и сликарски звезди. Се рецитираше поезија, се пееја и свиреа љубовни сонгови. Битолските музичари од групата Калабак ја подсетија, инспирираа и веселеа многобројната публика со стари и староградски песни и македонски и светски евергрини. На перформансот, кој што е дел од првото Демирхисарско културно лето, присуствуваше и градоначалникот Љупчо Блажевски, а најмногубројни беа посетителите од Битола и Прилеп, како и многобројни посетители од Демирхисар. Наред е временската прогноза. Какво ќе биде времето утре во Европа? За времето утре на Балканот. Какво ќе биде времето утре во Македонија? Следува временската прогноза за времето утре во регионот. Какво ќе биде времето утре во Битола? Следува временската прогноза за следните денови во Битола. Какво ќе биде утре времето во Ресен? Следува временската прогноза за следните денови во Ресен. Евеа прогнозата за времето утре во Прилеп. Какво ќе биде времето во наредните денови во Прилеп? Какво ќе биде времето утре во Кичево? Следува временската прогноза за следните денови во Кичево. Почитувани гледачи, тука е крајот на вестите. Довидување.